Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате петтиот дел од книгата На муслиманите во светот со љубов, напишано дело од Хазрети Мирза Тахир Ахмад, Халифатул Месих IV. Хазрети Мирза Тахир Ахмад, нека Аллах биде бескрајно милостив кон неговата душа, Божји човек, разумен глас на ова доба, голем говорник, високообразуван зналец, со единствена интелигенција, плоден и сестран писател, од Бога дадено, имал многу добро познавање на Куранот, кој го превел на урду јазик. ऐसी चली ताज़ा हवा, ऐसी चली ताज़ा हवा, माहौल है नग़मा सरा, माहौल है नग़मा सरा, पढ़ता है नाते मुस्तफा. Доаѓањето на имам Мехдија. Постојат разлики во концептот за имам Мехдија. Овие разлики исто така зависат од прашањето дали претскажувањата за имам Мехдија, алейхи селам, треба да бидат земени буквално или метафорички. Според некои хадиси, ветениот Месија на подоснежното доба, имам Мехди, ќе го дели таквото неограничено богатство во светот, што луѓето ќе одбиваат да земат повеќе. Според главната струја на не Ахмади улемите, оваа претскажување повторно треба буквално да биде исполнето. Тие го очекуваат Мехдија кој ќе ги реши сите економски проблеми, особено на муслиманскиот свет. Ако ова сваќање се земе сериозно, ние треба да очекуваме потполна пропаст на светските економии и потполен хаос во системот на размена на вредности. Ако луѓето не треба да работат за да заработат средства за живот, зошто тогаш воопшто работат? Ако луѓето не работат, било на земја или во индустријата, целиот систем на производство ќе престане. Може да има купувачи колку што може да се замисли, но кој ќе продава и што ќе се продава? Ако некој бара да купи дури едно јајце за $1.000.000 или динари, никој нема да биде толку луд да го продаде, бидејќи тој исто така ќе има многу пари примени од имам Мехдија. Точна интерпретација на распределба на имотот од имам Мехдија. Ахмадиите од друга страна, овие претскажувања ги интерпретираат на далеку поразумен начин. Тие јазикот на ова претскажување го сметаа за религиски метафори, кои треба да бидат сватени на сликовит начин. Тие веруваат дека она што пратеникот на Исламот, салаллаху алейхи веселем, го рекол како и сите други Божји пратеници, дека имам Мехди ќе го распоредува неограниченото духовно богатство и дека како и луѓето од пораната историја, народот во времето на Мехди ќе одбива да ги прифати духовните драгоценности. Овој феномен најубаво е опишан во честниот Куран. А кога ние на човекот ќе му дадеме благодат, тој се свртува и оди настрана. Имам Мехди и Иса алейхи селам. Другата разлика помеѓу Ахмади и неахмади интерпретацијата се однесува природно на два реформатора, синот на Мејрем, споменатиот под титулата Иса алейхи селам, и имам Мехдија. Како што другите муслимански зналци завзеле крут став дека Иса алейхи селам, синот на Мејрем алейхи селам, било собственото име на првиот Месија, тие оттаму дословно мора да прифатат дека истиот стар Месија лично ќе се врати на земјата. Така наместо еден ќе бидат пратени двајца во иста доба. Едниот ќе се симне од небото после раѓањето на антихристовиот Горостас и неговото магаре
со горостасна големина, и другиот имам Мехди, кој ќе биде роден во уммет на исламот. Поради истото дословно истакнување, овие зналци сакаат да веруваме дека овие две духовни титули не се дадени на истиот реформатор на подоснежното доба, туку дека всушност ќе дојдат две различни личности истовремено да му служат на исламот. Ахмадиите оваа поинаго го сваѓаат, и затоа тие веруваат и тоа го докажуваат преку честниот Куран и хадисите дека стариот Иса алейхи селам сигурно умрел многу пред доаѓањето на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, како што тврди честниот Куран. А Мухаммед е само пратеник, навистина пред него поминаа пратеници. Оттаму како што било ветено, Иса алейхи селам, синот на Мејрем алейхи селам, мора да биде фигуративно име или титула, лично дадена од имам Мехдија. Ова се појавува во сите јазици. Ако некој во својата вистинска способност покажува голема сличност на Гогол, нема да биде чудо ако луѓето почнат да го обсипуваат со титулата Гогол. Очекуваниот Месија и имам Мехди се една иста личност. Така според Ахмади интерпретацијата, бидејќи стариот Иса алейхи селам е мртов, единствено имам Мехди е оној кој ќе ја извршува задачата поверена на Иса алейхи селам. Со оглед на тоа, помеѓу останатите аргументи, Ахмадиите укажуваат на хадисот Ибн Маџа, која не известува: Мехди не е никој друг освен Иса, синот на Мејрем. Кхатаман, набиен. Постојат и многу други разлики, се разбира, секогаш засновани на разликите во интерпретацијата. Но да ја заклучиме оваа дискусија, ние на крајот ја наведуваме не помалку важната разлика, која била толку искористувана некое време, а тоа е верувањето дека честниот пратеник салаллаху алейхи веселем е хатаман набиен. Според неахмади интерпретацијата, тоа едноставно значи последен и краен во времето, што не остава место за било кој, дури и за подредениот пратеник на исламот. Да се верува во таква можност, како што тврдат тие, е чисто директно кривоверство. Значењето на изразот кхатам. Ахмадиите од друга страна истакнуваат дека главното и битно значење на зборот кхатам не е последен во времето, туку последен во статусот. Затоа, според бројните арапски употреби, зборот кхатам од секогаш се применува за такви зналци со единствени одлики, кои го достигнуваат самиот врв на исклучителност во својата област на знаење, така што тие се врховни и ги надминуваат сите други. Например, за Авицена, таткото на медицината, се зборувало како за кхатамул атиба, што значи кхатам лекар. Се разбира, тоа не значи последен од лекарите. Слично на тоа, Мутанабии, еден од најголемите арапски поети, е наречен Кхатамуш Шуара, што сигурно не значи последен од поетите. Понатаму, според хадисите на честниот пратеник на исламот, салаллаху алейхи веселем, за Хазрети Алија, нека Аллах биде задоволен со него, се зборувало како за Кхатамул Аулија или Кхатамун Асфија. Ахмадиите истакнуваат дека тоа на било кој начин не можело да значи дека после Хазрети Алија, нека Аллах биде задоволен со него, ниту една побожна личност или суфија никогаш нема да бидат родени во исламот. Ахмадија муслиманите веруваат дека честниот пратеник е кхатаман набиен. Многу ни е жал што во овој краток есеј не можеме да наведеме други слични примери, но накратко да ја изложиме точката на гледање на Ахмадија муслиманите. Треба добро да се свати дека Ахмадија муслиманите веруваат дека честниот основач на исламот, салаллаху алейхи веселем, е кхатаман набиен, во секоја смисла на зборот.
Според нив, тој е Кхатам, најдобриот од сите Аллахови пратеници. Тој е Кхатам во смисла да го поседува печатот на пратеништвото. Без негова потврда никој на земјата не би бил сметан за вистински пратеник. Тој исто така е Кхатам во смисла како прстен со обележје. Тој да може да направи оттисок на сопствениот карактер на секого кој е заслужен и има желба да го прими. Тој е Кхатам во смисла дека неговата порака е најдобра и трајна и дека неговиот збор е најдобар и траен збор. Никој не може да поништи ниту една точка од честниот Куран или да порече еден единствен збор на основачот на Исламот. Така, во таа смисла, тој е последен и конечен пратеник со закон, чија веродостојност останува вредна до крајот на времето. Ова значи дека после него ниту еден независен пратеник никогаш не може да дојде. Но не може да биде исклучено подреден пратеник да биде роден во неговиот уммет, и тоа е потполно подчинување на честниот Куран и Сунетот. Интерпретацијата на Кхатаман Набиен од Маулана Румија и Хазрети Ибн Арабија. Маулана Румија, кога мисли на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем, вели: тој со Божја милост бил воздигнат до статусот Кхатам, никој и никогаш не може нему да му биде еднаков пред него или после. Потоа тој вели: кога мајсторот ги надмине сите други во својата уметност, зарем вие за него употребувате зборот Кхатам, за да ја пренесете идејата дека тој ги надминал сите други во својот домен. Најголемиот од муслиманските суфии, Хазрети Ибн Араби, ова јасно го објаснил. Пратеништвото кое е завршено со доаѓањето на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем било пратеништво кое донесува закон, а не институција на самото пратеништво. Ниту еден закон сега не може да го откаже законот на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем или да му додаде било каква наредба. Ова навистина е значењето на изразот на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем: ла небија бајди, нема да има пратеници после мене. Ова единствено укажува дека нема да има таков пратеник кој ќе воведе поинаков шеријат, верски закон, но кога и да се појави пратеник, тој ќе го следи мојот шеријат. Статусот на имам Мехдија е статус на пратеник. Во светлината на наведеното, ако искрено сакате да ја разберете точката на гледање на Ахмадија муслиманите, за понатаму ќе ви помогне да ја замислите положбата и статусот на имам Мехдија во Исламот. Ако требало тој да биде воздигнат и одреден од Бога како имам на подоцнежното доба, и ако врз основа на тоа на никого не му е одобрано да го одбие, тогаш и тоа во суштина му е подредено на пратеништвото. Пратениците, некој може да се сети, уживаат две вредности над остатокот од светот. Тие секогаш се одредени од Бога. Да ги одбиеш нив е голем грев кај Бога. Затоа на крајот, Ахмадија верувањето во статусот на имам Мехдија, дури ни во најзалутаните мисли, не може да се замисли дека е повреда на Кхатаман Набиен, на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем. Се разбира, тука постојат некои други разлики од ситна природа, за кои треба да се проучува Ахмадија литературата.
Денес го завршивме 5-тиот дел од книгата На муслиманите во светот со љубов. Еселаму алейкум.